Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На 17 мај 2017 година едниот го додели мандатот, другиот го доби мандатот и ја формираше македонската влада. На 17 мај 2017 година беше канализиран патот на Република Македонија до собствената капитулација. Таа капитулација која се случи пред 2 дена. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеа 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван председатели на Република Македонија, дозволете да се заблагодарам од мое име како мандатор за составување на новата влада и уште еднаш пред јавноста да истакнам дека двете пречки кои што беа пречки за доделувањето на мандатот се отстранети. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го испрати писмото, а јас како што ветив пред граѓаните и пред председателот Ѓорги Иванов испорачав изјава во форма на гаранција која што би сакал денеска да ја соопштам пред граѓаните на Република Македонија, а која што веќе е доставена во кабинетот на председателот на државата господинот Ѓорги Иванов. Во име на формираното парламентарно мнозинство ја давам следната изјава. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или дејствие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Благодарам. И тука човек треба да го постави прашањето: колку вредат гаранциите на Зоран Заев? Колку вредат гаранциите на македонските политичари? 0 денари, почитувани гледачи. Затоа вечера во емисијата нема да има македонски политичар, но ќе има 5 минути искажување од душа на еден голем македонец, искажување со кое ќе се соочат или со кое ќе се согласат повеќе од 90% од македонците кои се сакат својата држава. Кои го вадат од затвор. Добро. Го аболират за се оно што му направено. Го аболират за снимки, го носат на чело на влада, му даваат бомби, прави што сака, односно велики менува име на државата. Овој го менуват од позицијата премиер. Му вадат милиона афери. Ама чекайте сега, менуват го од позицијата премиер. Па овој сам се менува од позицијата премиер. Ами што направи Санадер? Па што направи? Си поднесе оставка бидејќи не можеше да го издржи притисокот. Чекајте сега. Што се случи господине Мицо со Хрватска? Направи штетен договор со Словенија. Ама вие ви давате пример само за тие луѓе. Сега, тие се клучни. Тие се клучни, ама тие се клучни. Ама и на чело на ВМРО ќе донесат човек кој ќе сака да го смени името. Јасно ли? Па ќе донесат. Ама тоа е проблем дека ние секако сме навикнати да ни донесат. Не ние да бираме, да ни донесат, да ни изберат. Тоа ти е. Уште во 90-та година, кога и создаването на ВМРО го донесоа Љупчо Ѓорѓиевски, го донесоа Бранко Црвенковски за тоа, донесоа. Ете, тоа е проблемот, дека нас ни носат. Ете, тоа е проблем. Ние мора да се освестиме, не да ни носат, ние да бираме луѓе кои се спремни, не да крадат само, туку да бранат држава. Ние тоа уште не сме го сфатили, не смееме
да созрееме до тамо, или па не сме способни да созрееме. И за тоа стига така. И сите тоа дека го прашам, дека зборуваме сега во овој разговор, како сме донесени и така, па донесени сме за тоа што ние сами се донесовме. Сами се донесохме. И со 2001 и со 2004. Па не е ли срамно, бе? Не е ли срамно? 5-600 терористи 2001 цела држава малтретират и стигат до Скопје. Па во која нормална држава? Па во Африка нема да мина таа работа. Како не може? Војската седи, пошол таму и кажали од НАТО немој да се месиш. Па како ги ми кажеш и другите, ама ќе ни бомбардират. Па добро бе, нека бомбардират бе. Зашо има некој кој да каже добро, сум спремен. Бомбардирајте. Ба ги ви изнервирав. Ба не ме тоа. Станува збор за друго. За друго кое нашите, значи во голем дел, не можат да сватат. Држава се брани, таа не се, како некои викат, со пенкало ќе одбрани, со пенкало не се создава држава. И не се тоа. И држава може да се уништи, ние ќе бидеме првата држава која се уништила со пенкало и со доброволно, нали, тоа, со доброволно гласање и така натаму. И тоа значи дека ние не заслужуваме да имаме држава. Се ова е Александар Македонски, ако ни се смени името. Па сега, ако ни се смени името. Ќе биде Александар Северно-македонски, Горно-македонски, сега, или Александар јас се прашам, Балкански. Јас се прашам, независно дека тие генетичарите велат дека имаме 30 од 100, не многу, ама се пак 30 од 100, па и другите немат повеќе, нали, антички македонски гени. Јас се плашам дали воопшто имаме такво нешто. Ни подметнале. Сега, видите, тука не станува збор дури за политичари. Станува збор за човечко достоинство. Како ти, како човек, не станува збор за тоа. Како ти викат, па, и председател Иванов и другите, нали, тамо со тоа, ми ни прават притисок. Па добро, бе, знаем добро во принципот, нали, вториот закон во термодинамиката. Ако притисокот е голем, тоа значи дека отпорот е мал. Не можеш да имаш голем притисок и голем отпор. Тоа е закон. Или едното е високо, а другото ниско, или спротивно. И сега сите кои викат, вклучително и Груевскито, притисокот ми е голем. Притисок, па значи отпорот ти е мал, ако притисокот е голем. Ако отпорот ти е голем, притисокот не може да биде така. А јас тоа сум го кажал и повеќе. Нашите политичари, а и сите политичари, мора да одат не со паричници, не со тоа со оставки во джеб, како некои викат, политичарот мора да биде со така. Вистинскиот политичар, кој е врвен раководител, избран на таа функција, мора да оди со свој некролог во джеб. Ете, тоа е политичар вистински. И затоа гледаме тие кои са били, сега и Фидел Кастро и Че Гевара го испозна, не тие кои ги имитират. Нали, па и Путин и тоа, сите тие одат со некролог во джеб и за спремни на борба. А не викат, ама ми притиснали, овој ми притисна, овој строј. Како можеше Иванов да се примисли за една ноќ? Не сакаше овој да го прими, и потоа го прими и свенето тоа. И што може да го заплаши? Што може да го заплаши? Може да каже, дека ќе го отепат. И што? Па може повеќе од тоа да те направат отколку да те отепат. Ништо не може. Може најмногу да те отепат. И што од тоа? Ти си председател, бе, ти тоа во историјата влегуваш. Што ти е тебе џабе, некој тоа ќе си заврши мандатот и ќе остане како некој глушец како си бил пред тоа. Идната недела со ладни глави ние ќе имаме анализа како да се поправат штетите или колку може да се ублажат последиците од оваа срамна капитулација која се случи во петокот. До тогаш можам само да кажам, со мали и со ситни души, почитувани гледачи, не се прави држава. Пред 3 години го имаме првото интервју со Славко Никич. Тогаш го најавив како човек кој многу знае. Наместо визит карта, еве една минута за Славко Никич да сватите за каков формат на човек станува збор. Славко Никич, опасен човек или мит за кој се раскажува на просторот на Балканскиот полуостров? Славко Никич, обичен човек. Жив или мртов? Вие велите можеби жив, можеби мртов. Испоставило се да још увек нисам сигурен дали сам жив. Тако сам и написал у книзи Исповест можда
od grupe kojoj sam pripadao, a koja se bavila borbom protiv krijumčarenja narkotika, živ sam možda samo ja. Вие сте човек кој го има апсено кремот на земјоскиот клан. Da ne prepričavamo celu akciju, ali doneli su 2 kg heroina ispred hotela Božur u strogom centru Prištine. Akcija je bila propraćena kompletno od strane službe. Kada sam im prišao, s obzirom da su pokušali da skrenu tok akcije, samo jedan metak sam ispalio, dao jedno upozorenje ozbiljno da je igranka završena. Ja sam iz policije, nisam trgovac narkoticima. Oni su shvatili to ozbiljno, nisu pružali otpor, bili su lišeni slobode. Во неговата биографија пишува дека од 90 до 99 година бил член на таа специјална единица која се борела против трговијата со дрога на територијата на Косово. Остана жив е само Славко Никич. Од овоја таа страна на законот има учествување во процеси, како што сами одвели, на спасување на Радко Младич. Може би учествувал во војната во Украина, тоа човек кој многу знае, тоа човек кој прв ги има открено сите тие недозволени активности поврзани со трговијата со човечки органи. Ова е ваша книга, Командни убице. Tako je. На страна 82 на таа ваша книга се вели дека штабот на дивизијата, значи на дивизијата. Тоа е из 99-те, кој година? Значи ова е 99-та, 2001 година, милите конкретно 99-та година. Значи штабот на дивизијата Скендербек за областа Илирида, тоа е Западна Македонија, се наоѓа во Дебар и во Тетово. Значи таа терористичка организација која пред 10 дена стана регуларна. Имала е војне формации и тада. Имала војне формации. Тако е. За Македонија, значи, или за областа Илирида. Добро. Нивниот штаб е во Тетово и во Дебар. Тако е. Од Дебар е Зимострени. To što piše tu, to je tačno i to nam uskraćuje pravo da budemo iznenađeni ovom situacijom sada. Ova situacija proizvodi jednu sasvim... Еве го Косовскиот заштитен корпус од 2000 година. Тако е. Кај што се Сами Љуштако, Рахман Рама, Рустем Мустафа, Зимострени, значи, кој некаде пред 5-6 години беше кандидат за председател на Република Македонија, ги изгуби изборите, меѓутоа беше кандидат за председател на Република Македонија, Шукри Буја и Рамуш Харединај. Ова е таа структура. Тако е. 81 страна, ова е 82. Значи тие уште пред некаде 15-18 години. И 20 година, тако е. 20 години имале дивизија Скендербек. Македонската армија нема своја дивизија. Тако е. Тако е. Дали вие сте изненадени? Не. Што Косово направи своја армија? Не може да буде изненадење за мене, pre svega, zato što sam tamo rođen, rastao s njima i znao sam kako funkcionišu. Drugo, ajde da podsjetimo kompletnu svetsku javnost. Dobro, gospodine Nikić, tие беа терористи. Тие беа терористи за цел свет. Не се извинувам. Беа терористи и за НАТО. Робертсон 2001 година доаѓаше во Македонија. Uzeli ste mi reč iz usta, ne? И велеше дека се тоа терористи. Ako kažemo da su to teroristi, onda snosimo odgovornost da nas NATO tuži, jer onda ispada da je NATO 1999. godine podržavao terorističku organizaciju kada je bombardovao Jugoslaviju. Добро, според вас, зошто инсистира таа структура која не беше расформирана, која постоеше таа воена формација ООН, УЧК, да стане регуларна војска? Зошто? Зошто инсистира на тоа? Da bi mogli pored ostalog, jedna vojska, jedna armija u državi, pa makar i takvoj kao što su oni napravili sad za sad nešto na Kosovu, ona ima pravo da uđe bez ikakvog pitanja i bez ikakve konsultacije sa bilo kim u bilo koji deo te države, a to podrazumeva i ono što se zove sever Косово. Дали тоа значи дека регионот е предвоен конфликт? Бидејќи кога ги читам овие големи светски медиуми, Блумберг, кој вели дека можно е новата војна помеѓу русите и американците да почне на Балканскиот полуостров. Значи, ако може да почне на Балканскиот полуостров, може да почне на било која точка на Балканскиот полуостров. Вакви изјави тврди на американски функционери, на европски функционери, немаше ни пред НАТО бомбардирањето на Србија 99 година. Pa sada je mnogo opasnije nego tada. Mislite? Kako da ne? Sada više nije u pitanju samo Srbija. Ovo je definitivno, oni su skinuli rukavice. Kad kažem oni, mislim na Albaniju i na Kosovo. Albanija je skinula rukavice. Kada su se slikali onako sa dvoglavnim orlovima napravljenim od svojih šaka, tu smo sliku imali prilike da vidimo pre nekoliko dana. Da, i u Makedoniji. Tako je, ali tu više nije samo borba za teritoriju koju su oni oteli od Srba.
Tu se podrazumeva borba za teritoriju koja pripada Crnoj Gori, borba za teritoriju koja pripada Makedoniji. Ето спомене Никич. Прво беше дрон на стадионот Тијана. Тако е. Или на стадионот на фудбалски Тако клуб е. Партизан. Тако И е. беше прекинат тој надпревар. Па подосна беа тие орли покажување на светското првенство. Тако, швајцарски тим, тако е. Да. И сега одеднаш пред еден месец или Рмета, како председател на Арманија, почна да ги покажува тие Тако е. орли. Они Значи, су- веќе границите се поместуваат. Oni nas informišu, mi na tome treba da im budemo zahvalni. Што не информираат нас? Oni su nas informisali da je stvaranje velike Albanije započelo. 1. јануари. To je- Нема да има граници помеѓу Косово и Албанија. To su oni rekli do 1. januara ima još nekih 10 dana, da sačekamo i to. Sve oni mogu pod ovim uslovima. Šta će izazvati takvi potezi, to ćemo da vidimo. Ali... Меѓутоа и 99-та година немаше граница помеѓу Албанија и Косово. Не, била е. Се извинувам. Па вие бевте бомбардирани или бевте напаѓани и од УЧК или ОВК, и од НАТО структурите бевте бомбардирани, Тако е. и бевте напаѓани од територијата на Албанија. Najveći greh rukovodioci u Srbiji posle 99. godine su napravili prema srpskom narodu kada su ga dezinformisali kako mi, a bilo je takvih predsjednika, takvih čelnika, koji su govorili kako mi sa Albanijom u stvari nikada nismo imali oružanih sukoba. Зошто не сакате да ја кажете или зошто не сакате да ја кажат вистината? Или вистината ја кажат барем половично. Велат, се боревме со УЧК, се боревме со НАТО, па дури нели додават Сви борци знају кои су сте го победили. победили НАТО и не кажувате дека сте се бореле со Албанија. Ви имавте борби 99 Званичне година со Албанија. Тако е. Кој што ние 2001 година имавме борби со Косово, Тако е. кој тогаш не беше формирана како држава, меѓутоа имаме борби, тамо влегува на територија на Македонија. Тако е. Тамо се подготвува. Тако е. Па дури 2015 година во Куманово, во диво населje. U Kumanovo, од територијата ali на Косово. opet vlasti Makedonije dešavanja u Kumanovu nazivaju pogrešnim imenom. Oni kažu teroristički akt. Што беше Куманово 2015 година според вас? Znam tačno šta se dešavalo, ali ono i onakva borba nije teroristički akt koji bi mogao da se pripiše terorističkoj jedinici koja je došla tamo sa lakim naoružanjem. Ono je bila artiljerijska borba između dve vojske. Значи тоа што се случи во Куманово според вас, како експерт, не беше тероризам. Što se tiče one akcije koja je bila u Makedoniji, Да. pa ono ne može... Pazite ovako. Што според вас тогаш беше 2015 година? Обид да се повтори 2001 година? Ne, neko je hteo tada samo da pokaže snagu, a u stvari tada su zatajile makedonske službe, tada je zatajila makedonska vlast, tada je zatajila makedonska država. Jer da se onoliko naoružanja navuče u jedan mali gradić kao što je Kumanovo i da niko nema podataka o tome, pa ajde, da nismo mi deca, nećemo o tome da diskutujemo. Kad neko kupi 3 kalašnikova i donese kući, neko je već saznao u službi i ne dira ga iz nekog drugog razloga. Ali ovde ti omogućavaš ljudima da otvore bukvalno, oni su napravili front, oni su hteli da grad samelju. Ali im je to neko omogućio poput akcije. Neko je hteo da bude povod Kumanovo za nešto žešće. Isto kao što je neko dozvolio na Kosovu da bude, da se onako rešava problem Adema Jašarija. To vam se desilo u Kumanovu. Samo što ste vi u tom trenutku mislite da ste bolje prošli jer se to nekako razvodnilo, pa su oni otišli pohapšeni, pa se desilo da neko odlučio da nekoga sudi. Vidjet ćemo kako će sve to da se završi do kraja, ali da vam je neko pokazao da može i u Makedoniji da se dogodi preko noći naoružavanje teškom artiljerijom, bukvalno, pokazali su vam u Kumanovu. Zašto je država Makedonija to odćutala, meni nije nikada bilo jasno. Ова е книгата која ја промовирав или ја презентирав некаде пред 2 години, кој беше интервјуто со Југослав Петрушич. Коавтор на таа книга е полковник Стеван Ѓуровиќ. Во текот на војната 99 година на Косово тој е еден од шефовите на војното разузнавање. Со него разговараме на тема зошто беше неуспешен првиот обид на НАТО структурите УЧК да биде нивна пешадија. Има една пикантност која вели дека всушност тоа НАТО бомбардирање на Косово, кое се случи пролета 99 година, требало да се случи половина година порано или претходно некаде септември, октомври 98 година и дека од одредени причини не биле подготвени, немале детални информации, немале добри карти, немале добри сугестии и така натаму, оперативни податоци,
to bombardiranje je prolongirano za 6 mjeseci podosta. Da li se to točni podatoci? Tačni su podaci. Oni gledalci koji su i ljudi koji su upoznati kako se to desilo, sjetit će se detalja kada je u Juniku Holbrook došao i posetio terorističku organizaciju. To je 98. godine, to je bilo septembra meseca. To je ona snimka gdje on sa njima, sa trojicom njima koji su bili u Juniku, to je taj snimak. Ta snimke pravite vi kako vojno razuznavanje ili sami te Albanci, ne znam, pripadnici te amerikanske službe? To smo mi došli do tih podataka, do tog snimaka i znalo se da je Holbrook došao i da je došao tamo, jer su njemu Albanci tvrdili da oni su vojno organizovani u toj meri da mogu da uz pomoć njihovu iz vazduha da mogu da odrade sve što je bilo zaplanirano. Kopnena znači? Da, vojna intervencija. Dek Albanci da se pešadijski spremni da podrže dejstvo iz avijacije sa neba. Pošto je Holbrook u razgovoru sa Miloševićem rekao to, da Albanci na prostoru Kosova i Metohije su toliko oružano ojačali da ne postoji mogućnost da snage bezbednosti Jugoslavije, tada Jugoslavije, mogu da im se suprostave, onda je kao probni događaj provere tog podatka izabrano mesto Kijev. To je na putu iz pravca Peći kad se ide prema Prištini, koje je navodno sa nekih 7 pojaseva odbrane najbolje utvrđeno. Onda su snage bezbednosti Jugoslavije, pre svega MUP-a, podržane vojskom, u akciji koja je trajala ne više od 3 sata, svih 7 pojaseve odbrane probile i kad su dali do znanja Amerikancima da OVK, UČK, kako ih oni zovu, nisu u stanju da mogu bilo šta da urade na kopnenoj, na zemlji, onda su Amerikanci odustali od već planiranog napada iz vazduha koji je trebao da se desi u drugoj polovini septembra meseca. Ova ste vi, така? Da. Во униформа маскирна. Tako je. Što uniforma je ova? To je UČK uniforma, albanska. UČK uniforma? Da. Zašto ste maskiran v UČK uniforma? Ja sam to objašnjavao u više emisija. Radila se jedna akcija gdje smo procenili da će biti mnogo manje žrtava ako se u datom momentu na određenom mestu pojavim tako, bit će manje žrtava i kod nas i kod druge strane, jer nije bilo mnogo ljudi koji su mogli ne znam šta da urade, ali da ne bi niko stradao na kraju krajeva u toj akciji u kojoj sam bio sa tim, znači obučen u tu uniformu, mi smo je odradili bukvalno kao svaku drugu. Ама ви стои убаво униформата. Šta je? Убаво ви стои униформата. Ne razumem. Lepo vam stoji uniforma. Pa lepo mi je stajala nekad, sad ovako staro. Da. Ва како ве гледам. Pa dobro, Nemci lepo kroje uniforme. Ва како ве гледам ко Hašim Tači. Da vi je ako smatrate da je to kompliment, s obzirom da ste mi u gostima, ja ću se praviti da nisam čuo to. Ne, samo ako konstatacija. A vi kad ova je germanska uniforma. To Nemci su, to je humanitarna pomoć koju su Nemci slali terorističkim organizacijama na Kosovu i Metohiji, uniforma. Izvinom, od koga uniforma i oružje, humanitarna pomoć? Obično je hrana, to je bilo, voda, humanitarna pomoć je bila, ta uniforma je stigla kao pomoć. Od Germancite? Tako je. Која е улогата на Германците во правење на УČK нова кај сега на регуларната? Isto koja je i danas. Na Kosovo? Isto koja je i danas. Kakva je danas, na primjer? Danas je, na primjer, ono što znate vi odlično, ali ja ću ipak da odgovorim zbog vaših gledalaca, oni znaju da ih Nemačka podržava isto onoliko koliko i Amerika, ako ne i žešće. Vučić veli Germanija, Velika Britanija i Amerika. Tako je. Tije se sponzori na armijata na Kosovo. Tako je. Oni su odlučili da je to u ovom trenutku neophodno. Da li oni sa tim njima daju vetar u leđa ili stavljaju Srbiji čizmu na grlo,
To je pravo pitanje koje ne sme niko da postavi. Znači, nije to vetar u leđa Albancima, to je čizma na grlo Srbiji. Gospodin Nekić, formirana je armija na Kosovo. Da. Da li ta armija na Kosovo treba da bude pešadija na NATO? Ona je funkcionisala i 99. godine. Ne, mislimo jedan klasična. Mislimo jedan poširok region. Znači, sekade kao što NATO ima potreba takva pešadija, koja bi pravila incidenti, tako je. Vojskata na Kosovo to treba da go ispolni. Ko je stvorio Osamu Bin Ladena? Ajmo da se vratimo. Pa Amerika. I kad je prestao da bude interesantan za njih, kad se odmetnuo, onda su oni čak su ga zloupotrebljavali i u tom periodu. I ono na koji je način ubijen i kako je i gde je bačen ili sahranjen, nije ni bitno, govori o tome da Amerika vrlo malo istine je dala svetu o toj situaciji. Šta će da se desi sa Albancima? To ćemo da vidimo. Doskoro smo mislili da je nemoguće da Amerika izlazi iz Sirije, je li tako? Ko nama garantuje da i Bonstil jedno jutro neće biti prazan? Danas ima 3 puta manje ljudi u Bonstilu nego što je bilo pre 2 godine. Gospodin Nikić, regionot mi se čini se nalazi pred vojen konflikt. Koliko da to zvuči na neki način pesimistički ili zaplašuvački. Ako realno počneme da gi gledаме работите, ќе видиме дека последните 10 или 15 години прво немала таква реторика, второ немало такви тензии, трето, гледате, нема држава која не поминува низ еден турбулентен период. Црна Гора, Косово, Македонија, Албанија. Ajmo da se spustimo na onom nivou svakodnevnom. Da vidimo šta se to dešavalo. Šta su to Albanci radili? Kada su počeli pregovori da se vode, evo ja, ne kritikujem vašu državu, ja kritikujem u datom momentu neke čelnike moje države koju priznajem, koju volim više od svega na svetu, ali kad su počeli da pregovaraju i kada sam video kakvi se timovi kod nas prave, ja sam javno istupio i rekao: način na koji pregovarate je takav da se ide prvo, znači direktno u pravcu građanskog rata. Zašto? Ne zato što je Srbija zlonamerna, nego zato što ljudi koji pregovaraju sa Albancima apsolutno ne poznaju Albance, ne poznaju njihov način razmišljanja i življenja, ne znaju kako će oni u datom momentu reagovati i tada sam rekao: Albanac pregovarač od najnižeg nivoa, ličnog, pa do državnog, nikad ne pristaje na ono na šta pristaje druga strana, uvek traži još. Ako to ne znate i ako ne možete na taj način da se borite sa pregovaračima Albancima sa Kosova, nećete moći mirnim putem da rešite stvar. Svi su me ubeđivali da može. Sada, kada vidimo da su oni bukvalno prevarili sve što su rekli, Srbija je ostvarila sve što je trebalo. Oni su prevarili sve i doveli su Srbiju do ivice, da Srbija na kraju pristane na sve ono što oni traže, to jest da da jedan deo svoje države, da sve to aminuje, ili da kaže stop sa pregovorima. Pa zašto sad? Zašto ne da se stane pre godinu dana? Околу 3 минути од интервјуто од минатата емисија со Дејан Лучич на тема како е формирана албанската мафија и како таа албанска мафија доби своја држава и своја армија. Која е најголемата тајна на албанската мафија? Пред 30 години напишавте книгата Албанската мафија. Таа е веројатно една од најтиражните книги. Pa, prodala se 81 primjeraka i u toj knjizi sam iznao listu albanskih špijuna i mafijaša po državom u svetu, što je sad nedavno izašao ponovo lista špijuna albanskih u Srbiji. Ja sam po celome svetu i Ramiz Alija, diktator Albanije, koji inače je znao srpski, je smenio Hekurana Isaija, šefa albanske obaveštajne službe Sigurimi, jer je bio šokiran da je neki, tada je relativno mlad novinar, imao sam tada 38 godina, napravio listu albanskih špijuna i mafijaša po državnom svetu koja je bila nepogrešiva. Имате една шокантна теза. Во последните интервјуи кои ги гледам, кои ги давате од српските медиуми или српските телевизии, имате една шокантна теза кај што велите дека 2700 припадници на албанската мафија се членови на руските тајни служби. Да. Дури од понатаму велите дека руските тајни служби имаат формирано заедно со југославенските албанската мафија. Албанија е извушена потпуно од руска обавештена служба, држава Албанија. Ruska obaveštajna služba je učestvovala u stvaranju albanske mafije sa Saveznom obaveštajnom službom u centrum u Zagrebu. I u toj priči učestvovala i sirijska obaveštajna služba, jer pored Damaska imate jedan grad Arbanasi. Tu su izbjeglice iz Skenderbeg divizije koji su se preselili tamo posle drugog svjetskog rata. Skenderbeg divizija je ona nacistička.
I to je bio način da se zarađuju devize. I ne zaboravite da su svi ti Albanci tada bili komunisti. Лучше сега да кажете дека албанската мафија е исто акционерско друштво со руската мафија? И дека Ona je OUR, to bi se nekada zvalo. ДОЕЛ. Da. Или Znači, основна ruska mafija organizacija. izvanredno sarađuje sa kolumbijskom mafijom, sa raznoraznim mafijama sarađuje, ali i sa albanskom mafijom, jer je učestvovao u stvaranju albanske mafije. И тоа овој податок, дека преку Загреб Здравко Мустач е на крајот на комунизмот шеф на југословенските тајни служби. Така. Сега нели се гони поради некои убиства што ги има во Германија направени и така натаму, меѓутоа Здравко Мустач е големиот шеф на југословенската УДБА и на југословенскиот Косподос. Да. Значи тој ја формира заедно со Русија албанската. To je ranije. 2700 припадници на албанската мафија велите дека работа за руските служби. Тоа се За Савезна опешна служба и Руска опешна служба. Тоа се фрапантни бројки. To sam u knjizi Teorija zavere 3 objavio. Па точно, и треба да име да го молиме Путин, како што велите. Бидејќи Путин има подобри релации со албанците отколку што има со македонците Видите да и je со Tači otišao, србите. mislite da je Tači slučajno došao i za Putin. On je hteo da obavesti ceo svet, da on ima podršku i od Rusa i od Amerikanaca. Да, тоа на она голема конференција во Париз. Ali to je poruka i Amerikancima da cela albanska priča sedi na dve stolice. Oni imaju, njihova diplomatija je mafijaška diplomatija, daju predstavnicima raznih država mito da ih priznaju. Oni finansiraju, svi albanski lobisti u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država su potplaćeni novcem od droge i trgovine ljudskim organima, što se pere preko raznih fondova pa dolazi na račune kongresmena i lobističkih organizacija. Господин Никич, кога вие се облековте униформата, станавте пензионер. Dobro. Кога Хашим Тачи ја се облече униформата и Рамош Харединај, стана председател на Косово и премиер на Косово. Tako je. Подобро помина Хашим Тачи и Рамош Харединај, Tako je. сега за сега. Tako je, slažem se, apsolutno se slažem sa vama. Pa nisam samo ja loše prošao kada je u pitanju... Вие сте родени во Приштина. Tako je. 61 година. 60. 60 година. Tako je. Ако останете тамо, може некој министар ќе ве направи сега. Da sam ostao tamo, da sam hteo ja da sarađujem sa ovima koji su danas na čelu države Kosovo, ja sam mogao da biram mesto koje može čovjek da bira, ali ja nisam video sebe u tom društvu, ja ne mogu... Ги познавате? Pa pazi, Хашим Тачи, pa to su ljudi, Kosovo je malo, vi znate. Hadri Veseli, Ljuli. Da li znate da je nemoguće baviti se krijumčarenjem narkotika 90-ih godina, a ne znati ko je Slavko Nikić, ili ko je Hašim Tači, ili ko je Ramoš Haradinaj. Oni su bili jedna strana, ja sam bio druga strana. Od hapšenja Bežet Blace pa na ovamo. Dobro, ko je strana BT, a ko je strana BFTV? Ja sam bio na onoj strani koja je branila zakon, odnosno borila se protiv krijumčara narkotika. Ako vi ste na strana koja ga branila zakonom, što pravile Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, ko vi ste ga branili zakonom kako ekspert za borba protiv droga i narkotici? Tako je. Što prave Hašim Tači i Ramoš Haradinaj? Oni su svi. Znači, prvo, želite da čujete njihova krivična dela? Da. Pa pazite, ajde da ne idemo, da se ne vraćamo sada na nivo krivičnih dela koja su mnogo manja. Obično i sudije i sudovi prihvataju najteže krivično delo, za to mu se sudi, a ono se podrazumeva se. Ajde da vidimo šta povezuje 156 Albanaca iz te knjige, od kojih i vi pomenute sad nekoliko. Ovo je ta knjiga, 156. Jeste. Šta ih povezuje? Kad ko pročita tu knjigu, on će videti od Hašima Tačija pa do poslednjeg tu. Činjenica koja ih povezuje, svako od njih je morao da ima privatni zatvor za mučenje i ubijanje kidnapovanih i otetih Srba. To je broj 1. To je 156 terorista. Dobro. A u tom zatvoru odatle su odlazili oni čiji su organi vađeni, što znači imamo 156 trgovaca ljudskim organima u toj knjizi. Nikić, vo mobilni telefon vi imam zapišeno Slavko Nikić, polkovnik, i vo zagrada, ekspert za trgovije su čovječki organi. Znači vi napravite karijera. Dobro. Istražujete ги тие работи. Tako je. Да праша конкретно за Рамош Харединај и за Хашим Тачи. Tako je, ajmo. И 2 минути ми вртите тука 156 терористи, 157 терористи конкретно.
Вие сте се бореле против трговија со droga и наркотици. Тако е. Доека вие сте се бореле против тоа, што правеле Хашим Тачи и Рамош Хариданај? Тргувале со droga. Oni su se bavili najtežim krivičnim delima i trgovali sa narkoticima, svi. Ne postoji ni jedan od njih koji nije uključen u organizovanje prostitucije, trgovanje belim robljem i trgovine narkoticima. Nema. Pazite, za njima je raspisana poternica zbog napada na službeno ovlašćeno lice, zbog otvaranja vatra na službeno ovlašćeno lice, zbog ubistva službenog ovlašćenog lica. Znači, teška krivična dela oni su kao kriminalci regrutovani i postali to što jesu danas. Od koga regrutirani? Od strane onih koji su formirali UČK, nisu oni formirali UČK. Pa вие ги имавте у вашата евиденција? Koga? Pa Sejdija Veseli. Da li zna iko na ovim prostorima ko je Sejdija Veseli? Сите овие податоци се од вашите разузнавачки служби. Tako je. Значи, вашите разузнавачки служби ги знаеле овие To луѓе. su bezbednosne službe naše, tako je. Да. Tako je. Тие ги знаат тие луѓе. Tako je. И Рамош Хариданај и Хашим Тачи. Znači, oni su Не svi... само што се евидентирани, работеа за вашите служби. A dvojica, pazite, vi sad nismo se dobro razumeli, nisam razumeo dobro. Ja možemo na srpski. Vaše pitanje. Ne, nije sporno, zbog vaših gledalca, rešit ćemo mi to. Da li Hašim Tači i Ramoš Haradinaj? Kako da ne? Pa ne samo Hašim Tači, ne samo Ramoš Haradinaj. Ne, mene konkretno za njih dvojica. Obojica su bili registrovani saradnici srpskih službi bezbednosti, odnosno jugoslovenskih tada, da ne pravimo greh. Što služba ste vije? Вашите su работници да ве поразат. И 99-та, и 2001-та, Ako и сега smatrate 2018 ako година. smatrate da je NATO, Како биле со работници NATO je nas porazio ako smo poraženi. Ne smatram da smo poraženi, ali NATO nije bio saradnik naše službe. I NATO je imao velikog uticaja na ishod dešavanja na Kosovu. Уште НАТО да беше соработник на вашите служби, немаше држава да и постои. Бидејќи овие што и беа соработници, ве растурија 99-та година, 2001 година. Ne možemo tako da pričamo. Ако беше НАТО соработник, Ako vi tako komentarišete, onda šta je ostalo od Makedonije? Da li ste vi svesni? Ама не се фалиме дека не биле соработници. Ne polako, не сме толку силни. Nemoj da žurimo. Не сме толку силни. Srbi još Вие ime... велите дека сте соработници ваши, дека сте ги евидентирали. Ne naši. Сте ги имале под Nemojte da zaboravite. Rekoh jugoslovenske službe. Drugo, nemojte da zaboravite da je na čelo bezbednosnih struktura toga vremena na nivou jugoslovenskom i dalje su bili ne Srbi, najviše Hrvati, bilo Makedonaca, Slovenaca. Oni su vodili naše službe, što znači... Че ние ве зафркнавме. Значи да не беа македонците на чело на службите, вие раступ систем ки направивте. Ne, polako. Пепел ки направивте. Ne, vi ste kao Crnogorci odradili posao. Vi ste vaše službe, niste očistili službe od Albanaca, ali jeste od Srba. Господин Никич, 50 години, 60. Da. Вие видите, ние ве штитиме од све. Ве штитиме од албанци, ве штитиме од бугари, ве штитиме... Вие ко Срби. И ви сега во интервјуто пробувате тоа да го направите. И вие сами себе не можевте да се заштитите. Овие ваши соработници, овие ваши соработници, кои требаше за доручак, to nije faktičko stanje. Кои требаше за доручак да ги изедите. Gospodine Eftov, da ja vama kažem, dok nije NATO digao avione, mi smo sa terorističkom organizacijom na čijem čelu su ti banditi, koje vi sad želite ovde da promovišete kao pozitivne likove koji su nas gazili. Ove dvajica pozitivni likovi. Da ih promovišete kao pobednike u odnosu na nas. Не, господине Никич. Ne. Овие луѓе уште 300 години да живеат. Da. За мене нема да се позитивни ликови. Slažem se, ali oni nikad nisu porazili. Како може криминалци, макроа, Tako je. дилери на други, да бидат за мене позитивни ликови? Vi ste ih promovisali u jednom trenutku kao ljude koji su pobedili moju državu. Јас ве провоцирам. Tako je, ovdje isprovocirali ste me. Sad ću da vam kažem, odlično. Kako ovие луѓе можат сега да се Kada dođe NATO i kada se NATO stavi kao zaštitnik, kada NATO svoju avijaciju stavi na raspolaganje terorističkoj organizaciji UČK, onda je sve u igri, onda je sve moguće. Господин Никич, не може држава и не може армија да се прави на криминал. Да се прави на трговија. To ćemo tek da vidimo. Да се направи на злостор кон луѓе кои не се од нивната националност. Да честивала дека Србите не правеле такви работи. Ono što treba da znamo, Вие си плаќате цената за тоа. Меѓутоа, да правите нова држава у 21 век, да правите нова армија во 21 век со луѓе кои се до тука во крв со раците. Тоа никаде у свет го нема, може ги има у Колумбија,
Međutim, nikada u Evropa ga nema. Nema to nigdje, ali pazite šta je problem. Ta vojska koja je napravljena na prostoru Kosova i Metohije pod ovim uslovima, ona više ugrožava albanski narod nego srpski. Ona Srbiju i srpski narod u krajnjoj liniji neće moći mnogo da ugrozi. A ta armija... Ali ta armija štiti... Oružje i davat. Znači, oružje nosat, jedan tanker, Nema veze. Ali šta ta armija ima kao zadatak? Pa morat će da čuva Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i ostale, ali ne od Srba, već od albanskog naroda. Jer albanski narod neće trpeti beskonačno ovo što se dešava s njim i treba da kažete to što je istina, a to je da je danas dnevnica jednog fizičkog radnika na Kosovu 5 evra. Nikić, možete Albanci da trpat mogu poveke. U izmenate 20 godini, postojno povtorujeme Albanci da to nema da go trpat. Go trpat. Ne samo što go trpat, i go nagradovat. Pa nego glasat Makedonci, Italija, Ahmetijevo, Makedonija. Go glasat Albancite. To je po direktivi tako. Nego glasat Srbite, Hašim Tači ili Ramoš Haradinaj. Su glasat Albancite. Znači, Albancite si gi prifakjat ove luge. Prava država na čelo s ove luge. Tako je. Prifakja da gazat Besa. Prifakja da gazat Besu su zgazili i Besa je opasna stvar za to. Da je zgazat svojata tradicija. I prifakja tove luge da gi vodat. I te luge veke stanut problem na Balkanot. Te veke ne se problem na Srbija, ne se problem na Makedonija. Ovi ljudi, problem na Balkanot. Oni su ovog trenutka, sada, večeras, oni su problem Evrope, verujte mi. Odgovorno tvrdim. Neće moći da se desi ništa slično 99. Oni računaju da će ponovo NATO da diže avijaciju. Od toga nema ništa. Od dizanja avijacije nema ništa. Dvadeset godini pominao 99. godina. Tako je. I niko još nema da se povtori. Bijeki nitu sveto te isti ko pre 20 godini. Nitu raspored nasilje te isti ko pre 20 godini. Znači ove luge, Hašim Tači, Ramoš Haradinaj, Hadri Veseli, Ljulji, isto kako i Milo Đukanović, da ostanat na vlast mora da predizvikovat krizi. Ili sa delo od krizi. Znači te luge, ako sakat da im ostane glava na rame, samo trenutak, da nešto ne preskočimo. Krizi. Da nešto ne preskočimo. Ja sam 1000 puta kritikovao Mila Đukanovića. Nazivao ga najpogrdnijim rečima kada mi se nešto nije svidelo, kad se radilo prema Srbiji. Ali zaista, ja vas molim, da Mila Đukanovića ovako, u ovom kontekstu, ne poredimo sa njima. Ne, pointata beše druga. To je Milo Đukanović go podeli crnogorsko opštstvo. Tako je. I to je može da ostane na vlast samo pred izvikujeki krizi. Tije krizi ne mora da bidat bezbednostni, može da bidat politički. Tako je. Da naođeni prijatelji. Ili mu se ne, oni imaju standardne neprijatelje. Oni su proizveli Srbe za neprijatelje. I ovi luge za da ostanat na vlast mora da predizvikovat krizi. Ovi ljudi znaju istog trenutka kada zavlada mir, kada pravi intelektualci dođu na čelo, pa makar i takve države kao što je Kosovo, oni su istog trenutka lišeni slobode. Ne zato što su se ogrešili samo prema Srbima. Oni su ogromna krivična dela napravili i prema svom narodu. To znaju. Vidite, 20 godini. 20 godini nema politička analiza. Ogroman kapital od trgovine organima, od trgovine narkoticima, od trgovine belim robljem je u rukama tih ljudi. I sa tim parama oni opstaju 20 godina. Ako maticata ili majkata je Republika Albanija, odnosno Tirana. Ako Tirana vo vreme Enver Hodža 50 godini investira vo marksisti, leninisti, vo Bali Kontar, vo što ne. Ako investira, taka? Tako je. Tajno ili javno, na kraju se formira država Kosovo. A ne. Se formira armija na Kosovo. Republika Albanija ne sme da bude součesnik vo toa. Ta mora da se distancira od Hašim Tači. Tu su dve stvari. Prvo, Haradinaj. Republika Kosovo, odnosno Velika Albanija, je zacrtana definitivno i prikazana svetu 1878. godine. Znači, to je od Prizrenske lige pa ovamo, to je poznata stvar. Sad, šta je Albanija ovog puta pogrešila i po mojoj proceni vrlo čak kobno, smeo bi da kažem, po Albaniju, ukoliko to ne reše na jedan jedini način. Što pogreši? Pogrešili su što su dozvolili da se
krivično delo trgovine ljudskim organima odvija na njenoj teritoriji. Na teritoriji Albanije. Tako je. I žuta kuća je, oni su to pokušali, ja sam dokazao, ja sam prvi reagovao i rekao, žuta kuća je pokušaj i kukavičje jaje da se podmetne Srbiji, da bi se na kraju formirala jedna radna grupa specijalista doktora koji bi dokazali da je nemoguće da se u onakvim uslovima radi transplantacija organa. Ne, transplantacija organa je rađena u zvaničnim bolnicama, odnosno u specijalizovanim kliničkim centrima koji su napravljeni nadomak Albanije. Jedan ima o kojem ja pišem u knjizi dr. Toman, detaljno i ko ih obezbeđuje i koliko je daleko od centra grada, sve do detalja, što znači Albanija je tu debelo zagazila u ozbiljan kriminal kao država. Da bi se oprala, ona će morati određeni broj tadašnjih rukovodioca Albanije da žrtvuje i komplet ovo rukovodstvo Kosova na čelu sa Hašim Tačijem, sve. Ако во животот сите патишта водат во Рим, во политиката сите патишта се вртат околу црните пари, посебно околу црните пари кои се прават или се печелат од таа трговија со дрога. На таа тема за сличностите помеѓу Панама и Косово со господинот Љубиша Ристич. Цела priča oko Kosova je to, nije priča oko Kosova, ne znam šta, Albanci, šta njih briga za Albance. Kosovo, to je priča o Panami. Evo, sad ću kratko da vam ispričam. 1900. godine Theodore Roosevelt, koji je bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedan značajni diplomata, najznačajniji diplomata u istoriji Amerike, John Hay, njih dvojica su organizovali ustanak u Severnoj Kolumbiji. U Severnoj Kolumbiji se pojavio ustanak separatistički koji je odvojio Severnu Kolumbiju od Kolumbije. Pomoć je došla od američke i sa Wall Streeta i od vojske i od svih da se taj deo Kolumbije odcepi. Taj deo Kolumbije se odcepio, 1903. proglašena je država Panama. Sve isto kao na Kosovu. Uz pomoć američkih novca, vojske, logistike, svega napravljena je nova država da bi se dala koncesija na 100 godina za Panamski kanal. Jer je trebalo spojiti Atlantik i Pacifik i napraviti jedan novi put pomorski, umjesto da se ide oko Ognjene zemlje skroz dole oko Južne Amerike, da se tuda može prelaziti iz jednog u drugi okean i praktično to je bila država kojom je upravljala jedna američka korporacija koja se zvala Panamski kanal. Iza toga prošle su decenije, to je sve bilo uredno, bez ikakvih problema. Ta država Panama kao američka tvorevina je služila američkim interesima, uvek je Južna Amerika bila američko dvorište i sve to u najboljem redu, dok se u Panami nisu pojavili ljudi koji su rekli čekaj polako, pa ipak Panama, Panamski kanal, Panamcima, Panami i tako dalje, taj se zvao general Torrijos, vrlo brzo je stradao u avionskoj nesreći, koju mu je namestio nekakav podoficir koji se zvao Noriega, koji je opet rekao, ja sam sad velike zasluge stekao, ja ću sad malo isto da ovo sa drogom radim. Što zaradi to samo DEA, Amerikanci ostali, malo i mi da radimo iz Paname. To ga je koštalo zatvora u Americi. To je veoma poučno za posmatranje onoga što se na Kosovu događa. Ista priča, na isti način će se i završiti, isti će završiti po zatvorima kad bude trebalo i kad dođe vreme. Gospodine Nikić, ako ovi ljude se bavile со трговија со дрога, Da, располагале со оружје, da, правеле други криминални структури, tako je, направиле на една територија држава Така и е. направиле армија. tako je. Тоа е прв пат во последните 20 години картел во Европа да направи своја армија и своја држава. Тоа не е навреда, тоа е само дефиниција. Dobro, ne, to je konkretno stanje, znači На чело на таа држава, konstatacija. на чело на таа држава се наоѓаат премиер и председател кои до овде во раците Tako je, се заплеткани во криминал. tako je, Од трговија со човечки органи, tako je. кои се пренетерија на Албанија, трговија со наркотици, со дроги, белоруби и така натаму и така натаму. Направија криминални пари, направија криминална власт и држат во заложништво една држава. Државата е направена за тие да бидат безбедни. До кога Хашим Тачи и Рамош Харидане ќе бидат безбедни и кој во таа трка, дали ќе бидат тие безбедни или ќе биде небезбеден регионот, ќе победи. Tu je sad bukvalno mrtva trka jer verujte mi što su oni zagriženi da zadrže vlast, odnosno što se oni više bore da zadrže vlast, to je veća opasnost da izbiju nemiri u regionu.
jer oni će žrtvovati i svoj narod zarad ličnog interesa, zarad ličnog opstanka. Jer videli smo kakva je blaga reakcija bila kad je predsjednik naš bio na prostoru Kosova i Metohije, čak i ako je Kadrija Veselji želeo i tražio od Ladrovcija da izvede ljude, nisu izašli na ulice. Tako da kažete, da te ljudje mora dostanat na vlast za da ostanat živi? Tako je, jer njima je znak jednakosti između zatvora i smrti. Koji god od njih bude uhapšen, on svestan je da će biti osuđen maksimalno. Samo to, kaj ne po ovo što vi kažujete znak nejednakost pomiju život i funkcija. Tako je, oni se bore za život praktično. Ljudi koji ne poznaju njihovu biografiju. Znači ti ako odat ne izbori, v sušnost se borat da ostana živi. Evo ovako, svi su oni spremni na to, svi su oni spremni na smrt, a kada ljudi sa toliko para i sa mogućnostima koje pruža funkcije na koje se sada nalaze na prostoru Kosova i Metohije, oni će u svakom slučaju preući u rat, u nemire. Što znači Makedonija, Crna Gora, Srbija mogu da daju njima sve što traže. I kada daju sve što traže, oni moraju da izazovu nemire, jer oni mogu da funkcionišu samo u predratnom i ratnom stanju. Čim zavlada mir, njih će hapsiti albanski narod, albanski rukovodioci, jer možemo mi u ovom trenutku da se ne slažemo sa Albancima kao narodom, ali mi nemamo pravo da kažemo da je taj narod ceo sklon trgovini organima, sklon trgovini drogom. Ne, to je narod kao svaki drugi. Da ne izbegamo od mislata što kažujete. Dobro. Vi smetate дека Македонија може да и даде пола територија на големо Косово и голема Албанија. Tako je. Србија може да даде територија до Ниш. Sve može. Crna Gora može cel onaj del na ulici. Ceo, znači sve što traže da im da. Tije ljudi nema da bidat mirni. Nema šanse, džaba. To je džaba posao. Sa njima je... Znači i da je napravat golema Albanija. Znači i da je napravat golema Albanija. Oni ne mogu da naprave golemu Albaniju. Ne, teoretski. I da je napravat golema Albanija. Oni moraju da dignu, uhapsit će ih Albanija. Znači će ih uopšte Albanija. Albanija će, da se formira velika Albanija. To je za njih najveća tragedija. Verujte mi. Znači, evo sad... Sada da kaže da ti ljudi već stanovat nepotreben tovar na site. Tako je. Ne mogu, ali pazite, toga su svesni i oni. Oni nisu toliko nepametni da sad ne znaju šta su radili. Ne može da se nepametni da stigna do ove pozicije. Tako je, dobro. Znači preživele 20 godini. Ali pazite, oni su svesni šta su radili. Ako se napravi Velika Albanija, Velika Albanija nije projekat Albanaca, znamo čiji je projekat. Od Velike Albanije Nemci, Englezi ili Amerikanci neće očekivati narkodržavu, narkomafiju. Oni će očekivati da se Velika Albanija obračuna sa kriminalom, da kriminal svede na društveno prihvatljiv nivo, neki otprilike koji jeste u Evropi, i da kao takva počne da funkcioniše. Eto, gospodin Nikić, vo mnogo, ama naistина vo mnogo pomal obem imаше nekoj slični situacije vo Bugarija. Znači, bila, vo mnogo pomal obem. I to moraše Bojko Borisov, kako direktor na bugarska policija ili kako premijer, da raščisti so 150 ljudi koji se smeta za kriminalci u Bugariji. Znači, Bugarите sami vela дека jedan od uslovите da stana členki na NATO i Evropska unija, da raščista so kriminalom. I raščiste poveke od 150 nerazjasniti ubistva ima po Sofijskoj ulici. To znači go čeka i Kosovo. Tako je. Ovi je 156 ljudi. Da. Koji gi imate tuka? U knjigata, su dosije. Ja sam ih stavio tu kao autor. Znači, u toj knjizi su oni, ali to je... Broj 1, trgovija su čovječki organi. Tako je. Pod broj 2, trgovija su droga. Belo roblje. Pod broj 3, mnogo ubistva. Tako je, ali oni su posle rata na Kosovu i Metohiji, sećate se, Tahir Zemaj je jedan od visokih oficira osnivača UČK. On je inače bio oficir, akademiju završio, oficir JNA, on je likvidiran. Da li znate zašto? Ne znam. Ja ću da vam kažem. Zato što je odlučio da svedoči protiv Ramuša Haradinaja, koji je kidnapovao i silovao devojčicu od 16 godina Albanku. I kada je video da ta Albanka neće da mu oprosti, odveo je u Radonjićko jezero i spalio je metak u potiljak kao mnogim Srbima. Tahir Zemaj je sa istom idejom oko Kosova Republike bio i na istoj strani, ali je Tahir Zemaj ipak bio intelektualac koji je završio vojnu akademiju i njegovi kriterijumi su bili drugačiji. Ja sam Tahira Zemaja lično poznavao, nemao neku sjajnu biografiju, ali je bio čovjek akademski obrazovan,
Znači, završio je vojnu akademiju, intelektualac, radio je dugo kao oficir, ja mislim, poslednji čin koji je imao u vojsci je, ja ga se sećam kao majora, verovatno je bio i potpukovnik, ali eto, ja ga se sećam kao majora, što znači viši oficir, on nije prihvatao taj način rešavanja problema i taj način dokazivanja patriotizma koji je sprovodio Ramuš Haradinaj, Fatmir Limaj i ostali. Takvih je mnogo likvidirano, služba koja je bila pod kontrolom Kadrije Veselija, oni su bili zaduženi za likvidaciju političkih neistomišljenika. Kadrije Veselije, Ljulji. Tako je. Го има во книгата. Kako da ne? Detaljno sve. Ko je Kadrije Veselije Ljulji? Kadrija Veselije Ljulji sada i tada. Sada je čovek vladar života i smrti. Sporedna funkcija mu je šef parlamenta, ali tako? Kadrija Veselije je čovek koji je formirao tajnu policiju koja je imala pre svega za zadatak likvidacija bezbedonosnih organa Srbije države, odnosno tada Jugoslavije, a posle rata neposredno etničko čišćenje, likvidacije trgovina belim robljem, trgovina akciznom robom i na kraju, pored onoga o narkoticima nema šta da razgovaramo, on je čovek koji odlučuje ko će da umre, a ko će da živi. Po mojim nekim istraživanjima, ono ubistvo Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici desilo se pod direktnom naređenju Kadrije Veselija, jer je navodno nekih podataka imao o zločinima koje je pravio neposredno i lično Kadrija Veselji, imao Oliver Ivanović, to je bio jedan od razloga da bude likvidiran po nalogu Kadrije Veselija. Što znači, sve to zna Albanija, sve to zna albanska država. Што ќе се случува со Македонија и што ќе се случува со регионот во наредните неколку месеци или наредните неколку години. Пред Македонија, почитувани гледачи, постојат само 3 можни разврски или сценарија. Македонија да биде унитарна држава, а тоа ќе зависи дали ВМРО и СДСМ ќе се договорат ко македонски политички партии. Македонија да биде мека или лабава федерација или конфедерација и не дај Боже Македонија да влезе во процес на разграничување на македонски и албански дел. Меѓутоа за тоа ќе анализираме идната недела. Некаде 70-тите години тогашна југословенската мафија ја држи под контрола Западна Европа. Ја губи битката од албанската мафија и почнал процесот на правење на Косово независна држава. Значи не може се направи таков процес без Валкани, без црни пари, а нема Валкани и црни пари без постоење на мафија. Валкани, преведите ми то. Па то су оне пари кои су црне пари, кои су тајне пари. Без такви пари не може... Да, црни фондови. Без такви пари не може... Само за црне фондове се распитивao и Весли Кларк. Да. И до каде стигна? До тога да му je Hašim Tači rekao da imamo sada trenutno, to je trenutak jedan koji opisujem ja u knjizi Zločinačko udruženje DOS, gde Wesley Clark pita Hašima Tačija šta vam je sa crnim fondovima. Kaže, imamo sad samo 500.000 evra, ako treba bit će još, ali uslov je, znate koji? Platio je Hašim Tači da se u Srbiji rasformira, on je lobirao da se u Srbiji rasformira jedinica za specijalne operacije. To treba da se raščivija. On je pripremao ovaj teren. Ja sam i tada govorio, Hašim Tači je to platio zato što ne želi da ima jedinicu za specijalne operacije u Srbiji kada on krene. Ja se samo plašim da sad ima i jaču. Ali nije ni važno, to je njegova loša procena. Što znači da jedan legalni, jedan komandant NATO-a, Wesley Clark, se raspitivao o crnim fondovima, što znači oni vole Albance do poslednjeg evra, da ne kažem dinara. Dobro, gospodine Nikić, вие цела кариера ја поминавте во борба против трговија со дрога. Тако е. Албанската мафија ја контролира таа трговија со дрога. Тако е. Ево добри релации и со пакистанска, и со турска, и со сите тие мафии од Блискиот или Средниот исток. Тако е. Се наоѓа на оној пат помеѓу Средниот исток и Западна Европа. Тако е. Се мокни, се жестоки и располагаат со многу пари. Čim su velike pare, tu je moguće sve. Oni uvek imaju dovoljno robe i dovoljno para prljavih da mogu da pokrenu nemire i da pokrenu rat. To je ono što je opasno. Ja šta zameram, ajde da ne kažem našim službama, ali zaista jedan signal da će se nešto dešavati u ovom periodu je način na koji su iz Vojvodine vukli žito Albanci od januara ove godine. Što to znači?
to znači da su oni sve ono što im treba za naredni period već izvukli. Se podgotovat za nešto? Tako je. Neko je to prevideo i ovo doživeo kao iznenađenje. Ne prihvatam to. За што се подготвуваат албанците? Pripremaju se za bukvalno duže blokade, da ne kažem za rat. Соникич, каде е крајот? Како гледате крајот на сето ова? Iskreno plašim se da kažem, ako sam ikad u životu izgovorio reč, plašim se, evo sad kažem, strah me zbog građana uopšte i Crne Gore, i Makedonije, i Srbije, što podrazumeva i Kosovo. Mene je strah u kom pravcu je ovog puta krenula ta grupa ljudi na čijem čelu je Hašim Tači. На пример, Lično mislim da ovo bez nemira ne može da prođe. ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Здравје Боже, ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, не северно, туку Република Македонијо, каде и да си.